Почитувани граѓани, почитувани новинари, добар ден. 100 дена влада се одлична можност за прва проверка на сработеното и дали патеката по која одиме е планираната и претходно замислената и ветена пред граѓаните. Пред граѓаните треба да сме отчетни, но и реални. Овие 100 дена се веројатни едни со најголемите предизвици, вистината е дека и следните 100 дена, а и тие по нив ке треба и ке се справуваме со истите. Важно е да се каже и сите да запаметиме. Успешно се справуваме. Успеавме да останеме солидарни и никој да не биде изоставен, како и да ја задржиме стабилноста на нашата економија без да ги нарушиме нашите социјал-демократски вредности. Успеавме да ги задржиме нашите работници на своите работни места, како и да ја одржиме ликвидноста на компаниите, односно економијата, што се потврдува со остварените приходи на крај на февруари, која беа за 14% повисоки од истиот период лани, а на крај на март беа 16,8% повисоки од минатата година. Овој тренд се задржува и во април месец. Во 100 дена на оваа влада ги започнавме со реализација на едно од нашите ветувања кон граѓаните, а тоа е покачувањето на минималната и просечната плата. Преку социјален диалог ја зголемивме минималната плата на 18.000 денари. 80.000 наши сограѓани кои претходно добиваа по 15.200 денари, денес веќе имаат плата од 18.000 денари. Платите во јавниот сектор ќе го следат покачувањето на минималната плата согласно членот 8 од Законот за минимална плата. Но ова истовремено мора и ќе значи и отварање на диалогот и коренитите промени кои ќе носат продуктивност и ефикасност, како и оптимизација на јавниот сектор. Токму поради тоа ги започнавме преговорите за подпишување на нов општ колективен договор со кој ќе го утврдиме усогласувањето на платите во јавниот сектор со минималната плата. Но истовремено ќе го отвориме прашањето и конечно и дефинитивно ќе воведеме реформи за рационализација и продуктивност на јавниот сектор. Затоа што секој кој што работи заслужува достојно да биде платен. Но и секој граѓанин заслужува да добие услуга која ќе е навремена, квалитетна и професионална. Она е најважно што е во овој процес е да добиеме системско решение и да го решиме ова прашање, а не постојано да го реотвараме и да се купуваат политички поени со оваа тема, а секако на штета на нашиот развој. Ако нешто потврдивме во овие 100 дена, тоа е дека диалогот дава резултати. Преку диалог дојдовме и до нова методологија за раст на пензиите. Новата методологија по која ќе се прават усогласување 2 пати годишно во април и во септември предвидува при усогласувањето предвид да се земат трошоците за живот со 50% и просечната плата со 50%. Ова е начин како да се обезбеди континуиран раст на пензиите во иднина, без потреба од дополнителна интервенција. Растот на стандардот на живот, на активните учесници на пазарот на труд, на работниците, ќе носи пораст и на пензиите, што ќе значи релаксирани златни години за нашите пензионери. Зголемувањето на стандардот на животот на нашите граѓани е наш приоритет број 1. Но во овие 100 дена паралелно се грижевме и на заштита на стандардот на живење. За справување со последиците од економската и енергетската криза спроведовме пакет од 26 антикризни мерки вредни 400 милиони евра за помош на граѓаните и компаниите. Го намаливме ДДВ-то и акцизите за да ја задржиме цената на нафтата и нафтените деривати. Данокот на додадена вредност од 5% го сведовме на 0% и ги ограничивме малопродажните и големопродажните маржи на основните прехранбени производи, со што успеавме да спречиме уште поголем раст на цените на основните производи. Почитувани граѓани, оваа влада, предводена од СДСМ, ќе продолжи да се грижи за сите граѓани, свесни за кризата во која се наоѓа европскиот континент и начинот на кој истата се прелева и во нашата земја. Затоа повеќе од било кога е потребно одговорно, солидарно и домаќинско работење, паметно користење и планирање на нашите ресурси, но не смееме да дозволиме да не мислиме на иднината.
За прв пат во земјава започнуваме со креирање на долгорочна национална развојна стратегија која точно ќе ги мапира нашите потенцијали и ресурси кои ни се на располагање и ќе ги спои со нашите планови за развој во следните 20 години. Националната развојна стратегија, покрај јасната слика, која преку инклузивен процес заедно ќе ја креираме, за тоа во каква држава сакаме и ќе живееме, ќе донесе јасност при носењето на други државни одлуки и политики. Јасната визија за развојот овозможува рационално планирање како и ефикасност и ефективност во искористување на ресурсите. Благодарам.